Сок или вода пиеме за да се освежиме, за да се хидрираме, без да се сомневаме дали производителот ги запазил сите процедури за безбедност. Годинава надлежните во над 6000 литри освежителни пијалаци и во 36.000 литри вода од увоз откриле бактерии, пошто ги уништиле пратките. Скопјанката Стојанка Донева вели кога слуша што се има во пијалаците во храната, загрижена е за здравието и за своето, но пред се за децата. Вели кога ги растела своите деца воопшто не се оптоварувала со тоа, бидејќи била сигурна дека се било според стандардите. Порано не сме гледале дата само и сме им давале, ама ништо не им се случувало. Добри биле, здрави и така. Синот и снаата со нас се. И они, повише они сега, јас сум стара, више 80 години скоро, и они купуваат, ки им кажам, гледајте, што е подобро. Ако е поскапо, ама барем нема да се плашиш. Но ниту цената, ниту брендот веќе не е гаранција за безбедноста. Во лабораториите на Институтот за јавно здравје со децении се тестираат храна, вода, лекови. Се вршат радиолошки, хемиски и микробиолошки испитувања. И тамошните вработени веќе не се изненадени кога кај производите се открива дека содржат микотоксини, пестициди, високи концентрации на конзерванси, засладувачи, бои. Се случува да добиеме производи во кои што има зголемена концентрација на адитиви. Се случува да добиеме микробиолошки неисправни производи. Значи, тука некаква генерална оценка не би можеле да направиме. Има од се по нешто. Факт е дека контролата треба да биде малку на повисоко ниво, бидејќи споредено со, да речеме, предходни 10-15 години, кога сме имале повеќе од 20-25.000 примероци годишно за анализа, последниве години тој број е скоро преполовен, значи некаде примероците се губат. Се губат примероците, но се губи и здравието. Влијанијата врз здравието на хемиските компоненти се кумулативни, за разлика од микробиолошките, кои што веднаш ќе ги почувствуваме, ќе имаме некои симптоми, па ќе побараме лекарска помош. Доколку знаеме, имаме информација дека производ не е безбеден заради афлатоксин, микробиолошка, друга хемиска контаминација, тој апсолутно не смее да се консумира. Ни чаша, ни капка. Без разлика, значи, во јавното здравје ние не се занимаваме со поединци и со нивната реакција. Може некој поединец воопшто нема да има никаков симптом, нити пак здравствен ефект до крајот на животот, меѓутоа тоа не го спасува оној кој што заради тоа што го консумирал таа чаша или пола чаша од тој производ, ќе има здравствени импликации, компликации кои што можат дури трагично да завршат. Доктор Спировски апелира до надлежните да го зголемат опфатот на проверка, за да имаме безбедна храна. Сме имале такви случаи на производ кој што е контролиран во други лаборатории, кој што дошол на контрола кај нас и ние сме утврдиле дека има определено отстапување кое што не го прави безбеден и тој производ не смее да биде на пазарот. На прашањето што е пресудно, во која лабораторија ќе се носат мострите за анализа, од Агенцијата за храна и ветеринарство одговорија дека основен услов е лабораториите да имаат акредитирани лабораториски испитувања и да конкурираат на тендерските постапки на АХВ. Агенцијата за храна и ветеринарство оваа година има склучено различни типови на договори со Факултетот за електроника и информациски технологии, Факултетот за ветеринарна медицина Скопје, Државна фитосанитарна лабораторија при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Food Lab ДОО Скопје. Стои во одговорот на АХВ. Но не само кај нас, и на европскиот пазар неретко се откриваат небезбедни производи. Иако ова не треба да биде утеха, туку потик за будност. Не можеме за апсолутна безбедност на производите да станува збор, кога гледаме дека од надворни се уфрлува дали е брашно, дали е било каков производ кој што е не потполно безбеден или небезбеден, има и високи количини на нешто. Она што е потребно е да има следливост на храната, од нива до трпеза, но треба да има и транспарентност, кој ги крши законите и го загрозува здравието на граѓаните. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, доволно е тоа што повлекувањето на небезбедни производи го објавува на својата интернет страница и во медиумите. Истата обврска за информирање на потрошувачите ја имаат и операторите со храна, и според нив, тие оваа обврска во најголем дел ја почитуваат. За оние кои што го кршат законот за безбедност на храна, казните се движат до 10.000 евра.
Изминативе 4 години надлежните уништиле 863 тони небезбедна храна од домашно производство и од увоз. Годинава за 6 месеци уништени се 50 тони храна. Дел од производите кои биле надвор од стандардите се намаз од лук од увоз, каде имало адитиви над максимално дозволените концентрации. Во конзервираната туна по потекло од Тајланд имало зголемено присуство на хистамин. Во кравјо сирење откриена е бактерија. Безбедноста и контролирањето на храната се важен сегмент од јавната здравствена политика, која директно влијае на здравјето на граѓаните и квалитетот на животот. Во Македонија, законската регулатива за безбедност на храната е усогласена со стандардите на Европската Унија. Неопходно е континуирано напредување на системите за надзор, вложување во опрема и обука на кадар, како и засилена соработка со меѓународните институции за да се осигура дека македонските граѓани добиваат безбедна храна.